кој не го памети својот наставник, особено оделинските наставници. Тие се оние кои што ја даваат нашата основа, тие се и нашите втори родители, тие се нашите пријатели, но и нашите наставници, оние кои што не учат пред се кои се основните навики кои што ги стекнуваме влегувајќи во училиштето од прво делиние. И многу е важно како ќе ги стекнеме од прво делиние за кој пат ќе го фатиме натаму. А за предизвиците кои што ги имаат наставниците, справувајќи се со нас како се разбира ќе се вратам себе си наназад, со нас како се разбира како деца кога сме биле, ќе разговараме со оделинскиот наставник Билјана Васич, кој е исто така и ментор, наставник. Добро утро. Ви благодарам што ни одговоривте на поканата, но овој навистина значаен ден. Нема поблагородна професија од вашата. Навистина ви се воодушевувам, особено на насмевката наутро, кога ќе ги пречекате дечињата. Па со кои предизвици вие се соочувате? Што за вас представува овој ден пред се? Ви благодарам, Јована, на поканата. 5 октомври е датум кој што меѓународната кој што УНЕСКО го прогласи за меѓународен светски ден на учителот, па тоа беше добар повод да се стави во календарот на мноштвото празници кои што се празнуваат во текот на годината, но и да се предизвика кај луѓето едно размислување колку е важна оваа професија наставник за квалитетно образование. Ние 5 октомври го празнуваме, но со тоа празнување всушност и действуваме на општествената заедница за да ги подсетиме колку е важно да се продуцират квалитетни кадри ако сакаме да имаме квалитетно образование. Но исто така и да ги подсетиме за нашите права кои што треба секогаш да се уважува. Подолго време УНЕСКО заедно со своите партнери апострофираат дека професијата наставник е изгубена почитта и затоа треба постојано да се ревидира и да се создаваат постојано нови концепти за да може да се едноставно ревидира статусот на наставникот во општеството, бидејќи тоа многу важно затоа што наставникот ги едуцира идните генерации на државата. Па така е, да. Јас паметам дека нашиот ден како ученици започнуваше со тоа што ќе влезеше наставникот, сите ќе станавме и ќе кажавме добро утро. И колку убаво започнуваше денот. Какво значење се даваше на тоа дека ние сме дојдени тука за да научиме нешто. Па со кои предизвици вие се соочувате во текот на денот? Како започнува вашиот ден? Предизвици наставникот, значи прво, кога ќе одбере оваа професија, треба да расчисти со тоа дека не завршува со учењето. Значи, таа подготвеност, формално образование завршува, меѓутоа учењето за наставникот е доживотно. Наставникот постојано се соочува со предизвици, значи секојдневно. Тоа го диктира современиот начин на живење, подемот на технологијата, развојот на општеството, едноставно се менува и наставникот мора да се менува, односно да стекнува компетенции постојано. Тие компетенции сега во новото време се стекнуваат со мобилност на наставниците, каде што одат во поразвиени општества, каде што некои проблеми кои што ние се соочуваме, наоѓаат решенија, стекнуваат компетенции за соработка, за И сега имавте обуки за булинг, и сега и сертификати беа поделени, исто така една од главните теми и предизвици со кои се соочувате. Главна тема, нов предизвик кој што едноставно ние веќе стекнуваме компетенции, имавме неколку обуки за врсничко наследство кое што едноставно тоа е нешто што го бара новото време. Така, тоа што го бара новото време, мора да се прилагодите кон истото, ама еве сега, секој за себе може да каже, моето време, мојата генерација беше најдобра, секој за себе били така и се навраќа во времето. Вие пред 4 години испративте веќе првачиња, кои што ги земавте една генерација и сега повторно имате првачиња. Па може ли некој да направиме, ајде, компарација, каква е оваа нова генерација?
А добро, наставникот најмногу ги согледу, најмногу може да спореди, затоа што пак тој период е голем, од 3 до 5 години, откако ќе оставиме една генерација и ќе дојде нова генерација за 5 години и може да се види и тогаш веќе и се појавуваат нештата што треба наставникот да ги совладува. Се доаѓаат нови деца, кои што тие деца не се како предходните, да речеме, во предходни 10-15 години. Овие деца се постојано од медиуми, од технологија, компјутери, телефони, постојано се во проток на голем број на информации, што значи дека наставникот не може да завземе фронтална улога во училницата и да очекува дека детето ќе биде внимателно, затоа што детето бара нови интереси, нови предизвици. Бара наставникот да биде повеќе подготвен за да создаде внимание кај Сакате да ученикот, кажете го предизвика. покреативен, да речеме. Па да, и Да. поголема заложба за да го подготви час. Значи мора да биде подкрепено со визуелно, аудитивно, да има добри инструкции, да не го оптоварува времето на детето со некои неважни информации кои што ако се не проследени, ако е неподготвено, тогаш на децата ќе им биде досадно. Што мислите дека очекуваат децата од вас? Кои се нивните очекувања наспроти вашите очекувања? Што вие очекувате од оваа генерација која што сега ја водите? Ајде прво за нивните очекувања. Децата од нас прво очекуваат да сме им пријател, во мала возраст. Значи, затоа и се гушкаат. Првото доаѓање им е, дури ако гледаат дека наставникот, мислам се, нели се поставува, им покажува дека до тука е границата, затоа што тие не го ни тоа. Едноставно, тие се спонтани, тие се природни, тие се искрени. И тие сакаат едноставно да најдат во наставникот една поддршка, едно пријателство и тоа е добро. И така и треба да биде. Наставникот со детето треба да создаде партнерски однос. Што значи тоа? Партнерски да одат низ процесот. Значи, ако има партнерски однос, тогаш детето стекнува доверба во наставникот, а тоа е многу важно, да му верува на наставникот. А потоа и таа доверба станува обострана. Па и наставникот му верува на ученикот. Тоа е многу важно во процесот на оценување, затоа и постои тоа формативно оценување, каде што наставникот цело време го води детето низ процесот, односно расте како едно цвеќе. И тука да го заокружиме разговорот со тоа дека Очекувањата на нашите на вашите децата. очекувања, да, Ние очекуваме да создадеме граѓани да се снаоѓаат и да одговараат на предизвиците што го носи новото време и новата општествена заедница. Значи, треба да создадеме граѓани кои што ќе умеат да се справат со предизвиците во новото време и во новите современи текови што се. ќе ве Тоа е нашето потпрашам очекување. на овој одговор, дека што сметате дека е потребно за да се извади најдоброто од ученикот? За да се извади најдоброто, треба да се стимулираат супермоките на ученикот, постојано да се мотивира, постојано да му се афирмира знаењето, да знае ученикот, да знае наставникот да го промовира ученикот и надвор од училишните местото училиште, во локалната самоуправа, да едноставно да го научи да учи, начин на учење, да го научи да размислува критички, да даде свој собствен суд, да ја евалуира, да може информацијата што ќе ја добие да ја презентира и да успее да даде свој суд, да даде своја собствена одлука. Тоа е основно и многу важно за нас наставниците, да можат да одлучуваат сами. Ви благодарам многу на издвоеното време, благодарам што изливавте од час. Ви благодарам на вас за поканата. Ќе во оставиме да се вратите, благодарам на одвоеното време и нека ви е со лесно работата. И на вас исто.